Добар ден, ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Ново сведочење за Кочанската трагедија. Обезбедувањето има право да врши преглед и да реагира доколку се внесуваат опасни средства, но сепак тоа зависи од договорот и морало да се реагира или да го извести сопственикот за присуството на малолетници, сведочеше Верица Милевска Стефановска, председател на Комората за приватно обезбедување на судското рочиште за Кочанската трагедија. Таа повеќе зборуваше за општите законски процедури за добивање лиценца, обврските при склучување договори за обезбедување, како и овластувањата на работниците при контрола на влез и присуство на малолетници во објекти, а не за конкретниот случај за Пулс, каде точно пред една година загинаа 63 млади лица. Председателот на СДСМ Венко Филипче изјави дека поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов работи во корист на ВМРО-ДПМН и придонесува за внатрешни подолби во партијата. Одговарајќи на новинарско прашање, Филипче посочи дека не станува збор за различно мислење, туку за, како што рече, координирано дејствување. По сите проверки на информациите, дојдовме до тој заклучок. Извршниот одбор ја донесе одлуката со консензус. Никој не гласаше против, изјави Филипче. Поранешниот скопски градоначалник и пратеник од редовите на СДСМ Петре Шилегов денеска изјави дека во согласно со партискиот статут, исклучување на член извршува општинската организација каде што тој припаѓа и го повика лидерот на партијата Венко Филипче доколку сака да спроведат таква иницијатива, да дојде во организацијата во Карпош за да разговараат со членството, за кое рече ќе се потруди да биде многубројно, како за неговото исклучување, така и за заминувањето на Филипче. За исклучување од СДСМ одлучува општинската организација. За жал во извршниот одбор нема кој да го прочита статутот, вели Шилегов. Ноќеска непознат напаѓач го потпалил со бензин џипот на градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според информациите, возилото формално било во собственост на сопругата на Дудуш. Собствениците на безбедносните камери забележале едно маскирано лице кое истурило течност на возилото, пошто веднаш се запалило возилото. Повредени лица нема, а пожарот е изгаснат. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврдила дека општина Тетово го дискриминира архитектот Бошко Видоевски, кого лани во ноември го блокираше од официјалната Facebook страница поради критички коментар. Видоевски коментираше на објава со која општината се фалеше со наводите во кои се споменува Тетово во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија кон членството во ЕУ. Тој забележа дека тие наводи се представени на манипулативен начин, а одговорните за односи со јавноста во општина Тетово најдоа решение да го блокираат и да го спречат него повеќе да ги забележува таквите манипулации и сите други да ги читаат. По многубројни ветувања, получистења и долгогодишно загадување на водата, коритото и просторот околу најкритичната локација на реката Серава во Бутел, просторот покрај булеварот Александар Урдаревски во непосредна близина на гробиштата Бутел, од петокот започна да се чисти и да се доведе до ликот што го заслужува една од најстарите реки во Скопје. Повеќе од една година оваа локација воопшто не ни беше допрена од комуналната рака на општина Бутел, а речното корито со децении беше презагадено, со намален водостој и со обраснати треви и дрвја, без генерално чистење од град Скопје. Слободен печат пред повеќе од една година ја улови оваа локација, што уште тогаш делуваше највалкана што може да биде, бидејќи беше и повеќе од јасно дека ледината и речното корито со години биле користени како место за фрлање секаков тип отпад. Темата е на Филип Николов. Девојка од Градско прегази човек и избега во Германија.
20-годишната ВЗ од Градско е осудена на 5 години затвор за тешка сообраќајна несреќа со смртни последици, што се случи пред 15 месеци во близина на Кавадарци, објави СДК. Судењето се одвивало во отсуство, а основниот суд Кавадарци ја прогласил за виновна за кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Обвинетата, која во моментот на несреќата имала 18 години, била лоцирана во Германија, каде што е уапсена по бегството. Во моментов се наоѓа во имиграционен притвор, а веќе е започната постапка за нејзино екстрадирање во земјава. Со години шајка не е закована, а лебарки се шетаат во кујните. Синдикатот обвинува за катастрофални услови во касарните. Министерот Владо Мисајловски изјави дека целосно се грижи за модернизација на инфраструктурата. Се сликаа покрај реновиран објект каде што покажаа купатило со нови плочки и мијалници. Ова е ефтина пиар кампања, вели председателот на независниот синдикат на професионални војници Александар Насковски, кој обвинува дека додека се промовираат реновирани објекти во касарната Јане Сандонски во Штип, професионални војници во најголем дел престојуваат во руини, кои според него потекнуваат уште од времето на поранешната ЈНА и со децении не се обновени. А еве ги вестите од светот. Иран изведе напади врз израелски центри за кибертехнологија и фабрика за оружје. Агенцијата соопшти дека нападите започнале утрово. Иранската страна тврди дека сите цели биле објекти поврзани со израелската полиција и воена индустрија. Воедно, израелски новински извори објавија дека нов бран на ирански ракети погодиле локации во близина на кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Ерусалим. При руски напад доцна вчера била оштетена индустријска, енергетска и пристанишна инфраструктура во украинскиот регион Одеса на Црното море, што предизвика прекини во снабдувањето со електрична енергија во различни населби во јужниот дел од регионот, објави денеска локален функционер. Пожарите се брзо изгаснати и никој не е повреден. Тој рече дека струјата е вратена во критичните инфраструктурни објекти. Шри-Ланка ја прогласи среда за неработен ден за државната администрација, за да заштеди гориво, бидејќи островската држава се соочува со потенцијален недостиг на нафта поради војната на САД и Израел со Иран. Ова е најнова мерка во низата мерки за штедење што ги превезедоа азиските земји, откако беше блокиран Ормускиот теснес, клучен пат за транспорт на милиони барели нафта од заливот до регионот. И за крај, убава вест. 2 нови единки балкански рис се регистрирани со видеонадзор во Националниот парк Шарпланина, со што вкупниот број на евидентирани единки на ова ретко и загрозено животно се зголеми на 5. Двете единки се во добра здравствена состојба, што представува показател за стабилизирање и закрепнување на популацијата на овој редок вид на шарпланина, соопштија од НП Шарпланина. Гледавте попладневни вести на Слободен печат. Благодарам на довербата. Повеќе содржини побарете на нашиот сајт.